Учениците од Средното општинско училиште Гошо Викентиев се вратија со освоени први и втори награди од регионалниот надпревар на електротехничките, машинските и сообраќајните училишта, што се одржа во Куманово во Средното училиште Наце Боѓони. На надпреварот Кочанското училиште беше представено со 4 ученици кои освоија награди. Марија Анакиева доби прва награда од струката електротехничар за компјутерска техника и автоматика. Дејвид Ристовски втора награда електротехничар енергетичар. Александра Ташкова пофалница техничар за компјутерско управување. Ангеле Ангелевски пофалница машинско енергетски техничар. Сите овие четворица ученици обезбедија пласман за учество на државниот надпревар, што во почетокот на месец мај ќе се одржи во Битола. На државниот надпревар претходно место обезбедија и учениците. Дејвид Митевски електротехничар за електроника и телекомуникации, Антонио Ѓоргиев електромеханичар, Љубиша Ѓоргиев машински техничар, Мартин Алексов автомеханичар и Христијан Тасов техничар за транспорт и шпедиција. На надпреварот по роботика пак Робомак, што го организира факултетот за електротехника и информациски технологии ФЕИТ, учествуваше ученикот Фиден Стоименов од 4 Е3 клас, кој освои сребрен медал во конкуренција од 36 ученици од 4-та година од средните училишта од Македонија. Надпреварот се состои во програмирање и управување на едукативни роботи. Целта на надпреварот е да се зголеми интересот за роботиката и вештачката интелигенција меѓу средношколците во земјава. Покрај овие надпревари, 5 ученици пак беа дел од Upshift програмата што се реализираше во Струга. Тоа се Стара Стоилкова, Давид Стојков, Душан Цимбалевик, Филип Постолов и Матеј Јосифов. Станува збор за трети циклус од програмата, чија цел е да ги поттикне младите луѓе преку развој на претприемачки решенија да одговорат на предизвиците во нивната заедница.